Добар ден во првиот дневник во првиот јулски ден, кој на истокот донесе нови врнежи од дожд. Информацијата за времето е на крајот од дневникот, во кој меѓу другото ќе гледате. Педесет волонтери во клиничката болница во Штип ќе добијат решенија за вработување. Денес решенија за 18 волонтери во Штип врачи министерот Никола Тодоров. Од денес е отворен огласот за субвенционирање на набавка на трактори и земјоделска механизација од програмата за рурален развој. Повратот на инвестицијата е од 50 до 75%. Вечерва фолклорниот ансамбл Китка од Исти Бања настапува на интернационален фестивал во Велес. Идната недела Китка ќе го презентира македонскиот фолклор во Франција. Педесет волонтери во клиничката болница во Штип ќе добијат решенија за вработување. На 18 на работниот однос им се трансформира од денес, а на останатите по исполнување на условите. Решенијата во Штип им ги врачи министерот Тодоров. 18 волонтери од медицинскиот персонал во клиничката болница во Штип добија решенија, а на уште 35 волонтери по исполнувањето на критериумите ќе им се понуди договор за вработување до септември идната година. Со ова владина одлука се решава големо животно прашање на 53 волонтери во Штипската клиничка болница и здравствениот дом. Ова е навистина една од позначајните мерки што е донесена особено во областа на здравството или во Министерството за здравство. Ова мерка на владата на Република Македонија за трансформација на волонтерите кои што повеќе години работат и се една од носечка сила на функционирање на здравствениот систем. Во цела Македонија имаше над 1900 волонтери кои што работеа во здравствените установи повеќе години. Сакам искрено да ви честитам на сите и да ви се заблагодарам, посебно затоа што во такви услови не сте се откажале од работата во клиничката болница во Штип, под услови на помали приходи, несигурно работно место, сте биле рамо до рамо со здравствените работници кои што работеле и биле вработени во редовен работен однос, но денеска се заокружува и тој процес и на сите сакам искрено и од срце да ви го честитам вработувањето. Среќата на волонтерите не можеше да не се забележи. За нив ова е решавање на големо прашање за екзистенција. Некои од нив волонтирале и по 10-15, а најстариот волонтер дури 19 години го чекаше овој ден. Се викам Силвана Веселинова, медицинска сестра, завршена 90-та година. Волонтер бев неполни 2 години. Сега го добив решението кој ќе гласи од 1.12.2015 година. Многу сум среќна. Ова е многу важен ден во мојот живот, затоа што успеав на крај да дојдам до она што за цел живот се борев. Една од најголемите екзистенцијални животни прашања, тоа се среќа у несреќа. И така да мислам дека сме го решиле за навек фамилиарното и животното прашање. Многу им благодарам на моменталната власт на Министерството за здравство. Постапката на добивање ќе се спроведува во 3 сегменти. Идејата е да одиме во 3 сегменти, како што е тоа предвидено, во 3 дела, како што е тоа предвидено со законот. Првата група се од сите трансформации се 18 лица, втората група се исто така 18 и третата се, мислам, 17. Но она што е најзначајно е дека на сите веднаш добиваат решение, односно им се трансформира работниот однос со одложено дејство на трансформацијата, односно во овој период додека не се заврши комплетно трансформацијата, односно не почнат да работат во редовен работен однос, не сме под ниту еден услов да им биде прекинат договорот или да им биде да бидат избркани од работа или на било кој друг начин.
Од денес е отворен огласот за субвенционирање на набавка на трактори и механизација. Половина од трошоците се исплатуваат од програмата за рурален развој. Повратот на инвестицијата е од 50 до 75%, во зависност дали се работи за млад земјоделец и каде се наоѓа земјоделската површина. Сите заинтересирани земјоделци можат веќе да се пријавуваат во програмата која ќе трае 60 дена. Основните критериуми кои може да се пријавуваат се земјоделци кои имат 15 декара минимум 15 декара житни култури, фуражни, индустријски и минимум 5 декара тутун. Агенција за поттик и развој на земјоделие веќе оди на теренот и ги формираме земјоделците врска со програмата. Програмата е исклучиво за набавка на механизација, на трактори и прикусна механизација. Сите заинтересирани може да ги добиват информациите од нашите канцеларии и нашите теренски активности. 1140 барања за субвенции поднесоа виничките земјоделци. Најголем дел се за растително производство. Виничките земјоделци ги добија субвенциите за 2014 година, со исклучок на мал процент барања кои не се реализирани заради административни пречки. Виничките земјоделци го искористија пролонгираниот рок за аплицирање. Заклучно со вчерашниот ден преку 1000 барања за субвенционирање беа поднесени во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Виница, најголем дел за растително производство. По програмата за финансиска поддршка во 2015 година барања поднеле 1140 баратели. Скоро за сите мерки по програмата за растително производство, сточарско производство, најголем дел е за растително производство, за житни култури, помал дел е за градинарство производство, за лозарство и за овоштарство производство. Исто така и имаме интерес за сточарско производство и помал дел за прва и втора фаза за производство за произведено и продадено млеко во преработувачки капацитети. Земјоделците имаат уште цели 2 месеци да аплицираат и за субвенционирање на земјоделските посеви. До 31 август сите заинтересирани земјоделски производители можат да поднесат барање за осигурување на своето производство. Истото е субвенционирано или финансиски поддржано од агенцијата со 60% од вкупната сума на осигуреното производство. Исто така до 30 ноември барања се поднесуваат за произведено и продадено овош и зеленчук во преработувачки капацитети и до 30 ноември за мерката органско производство за кое се поднесени веќе барања. По основните мерки само после треба да се поднесат барања за органското производство и до 5 ноември се поднесуваат барања за трета фаза за произведено и продадено млеко во преработувачки капацитети. Субвенциите за 2014 година се исплатени со исклучок на мал процент барања кои не се реализирани заради административни пречки. Започна бербата на вишни во Делчевско. И оваа година, слично како и минатата, агрокомбинатот Рудине ММ ќе собере рекорден принос на квалитетна вишна. Од квалитетот и квантитетот на родот задоволни се собствениците, а од дневницата задоволни се берачите. Започна бербата на вишна во Делчевско. Агрокомбинатот Рудине ММ со ангажирани берачи како од Делчево, така и од околните источни општини, ја започна бербата на вишна од своите плантажи на површина од околу 220 хектари. Како и минатата година, комбинатот ќе собере рекорден принос на квалитетна вишна. Бербата ја планираме некаде со 450 берачи да започнеме. Берачите ги плаќаме по кило наберена вишна, мерена на вага. Значи по 4,6 денари по кило за наберена вишна им плаќаме на вага. Вишната е квалитетна и добра. Значи ние имаме од 10 па до 15 килограми по дрвце. Ние оваа година очекуваме да поменеме 1000 тони, се колку ќе биде тачно ќе видиме, али 1000 до 1200 тони очекуваме. За дневница од утро до пладне искусните берачи ќе можат да заработат и над 1000 денари. По 20 гајби бера, од ќеф бера, ленка работа. Од 6 сато до 2 сата. Од 6 до 2, по 24 гајби. Иледарка. Над 3100. Над 3100. Това е петка.
секоја година исти берачи, затоа што се навикнени, знаат, веќе се научат да берат, знаат како да ги берат. И тие новите што додат, се задоволни со работа, затоа што е организирано, има и јадење, доручок и ручок, така да за сега добре и понатаму и секоја година исто така ќе биде. Доколку се има квалитетна вишна, вратите на комбинатот Рудине ММ се отворени за откупи од останатите приватни производители од истокот. Па ние имаме наши собствени кооперанти на сите тие каде ние ја вршиме агротехничката примена, мисла заштитата, на сите ќе ја земат вишната, а мисла дека и на сите други кои ќе се понудат, мисла дека ќе ја откупат вишната. Која цена? Па цената се движи од 28 до 30 денари, во зависност од класата која ќе биде донесена, така ќе се и плаќа. Сета вишна ја преработуваме во ладилникот, семката се вади и се замрзнува во ролер и пакува по 10 килограми за се припрема за извоз. Инаку агрокомбинатот Рудине ММ е еден од најголемите извозници на вишна во западноевропските земји, претежно во Холандија и Германија. Општина Штип е во акција на рушење на сите диви објекти наменети за чување добиток. Денес инспекторите беа на терен на локацијата помеѓу касарната Јане Сандански и индустриската зона во Штип. Комуналните инспектори во Штип во акција продолжи рушењето и расчистувањето на локациите каде што има диви објекти за чување на добиток. Акцијата следува откако претходно сопствениците на таквите објекти беа писмено предупредени сами да ги отстранат. Денес започнавме со акцијата за рушење на објектите и тоа прво значи под касарните. Во овој предел на градот имаше многу луѓе кои што чуваат живина и стока и со крајни напори значи направивме да сите бидат отстранети и исто така сега и објектите ќе треба да бидат отстранети. Денешната акција е вовет на она што доправа следува согласно одлуката за комунален ред во општината. Наредни акции ќе бидат во Сењак, Дузлак, во сите значи градски и приградски населби каде што се чуваат живина и стока. Не помалку загрижувачка е состојбата и во селата, но таму за сега нема да се руши. Селата значи се уште немаат детални урбанистички планови, доколку се изработат и стапат во сила, се надеваме дека овој закон ќе важи и таму. Со цел да се поштедат од дополнителни трошоци, апел од општината до оние кои се уште не ги отстраниле диво изградените објекти. Сакаме да упатиме еден апел до сите граѓани кои што чуваат живина и стока, истите да ги отстранат, бидејќи ќе бидат казнети по законот за јавна чистота, исто така по законот за комунални дејности и по одлуката за комунален ред. Казните за лицата кои самоволно нема да ги отстранат шталите изнесува од 50 до 250 евра, плюс трошоци доколку механизацијата биде ангажирана во расчистување на теренот. Во рамки на Штипското културно лето, вечерва во 20 часот во Народниот театар во Штип ќе се игра представата Хотел ни на небо ни на земја. Вечерва во 21 часот во Уметничката галерија Безистен концерт ќе има пијанистот Андре Шаклев. Со дуетски исполнувања на арии од оперите Весела вдовица, Травијата, Хофманови приказни и солистички настапи од Дон Жуан, Турандот и исто така Травијата, членовите на Универзитетскиот хор Гоце Делчев приредија незаборавна вечер исполнета со емоции. За нивниот завршен концерт да биде перфектен се подготвувале неколку месеци. Овој хор, морам да кажам, постои веќе трета година, значи неполни 3 години, и веќе го дава својот трет целовечерен концерт. Одбравме програма која што доликуваше на Штипско културно лето на една ваква публика. Се надевам дека публиката уживаше. Дека вечерта на ариите ќе остане за паметење на мислење и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев. Им честитам на Благица Поптомова како професор и на Борис Рајанов што нивните студенти вечерва ни се представија со прекрасни арии од големи композитори од светски глас. Навистина беа прекрасни хорот и студентите и мислам дека оваа вечер ќе остане за паметење. Изведувачите на ариите се абсолвенти кои беа презадоволни од своите настапи на сенокешниот концерт. За некои од нив плановите за иднина се неизвестни, додека повеќето се гледаат како настапуваат во Миланската скала. Јас оваа вечер изведов аријата на Црлина од операта Дон Жуан од Моцарт, исто така и дуетот од Жан Офенбах, Шуне Нахт, едно прекрасно дело од операта Хофманови приказни. Задоволна сум од мојот настап и од сите изведби што ги изведаа претходно. Навистина беше еден убав концерт, завршен концерт за оваа година. Јас како солист го исполнав солото на Гоце Делчев и си залюбив едно моме.
во иднина прво се гледам како студент на овој универзитет, па потоа како секој оперски пејач. Да. Да, во Миланска скала. Иднината е секогаш отворена. Никогаш човек не може да каже каде се гледа. Значи ќе видиме што ќе се случи. Ќе видиме. Не можам да кажам ништо. Значи моментално останува отворено. Организаторите на Штипско културно лето за вечерва предвидоа два настана. Театарската представа Хотел ни на небо ни на земја, која ќе се игра во Штипскиот театар со почеток од 20 часот, а во 21 часот ќе има солистички концерт на Андреј Шаклев во уметничката галерија Безистен. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања Виничко е вистински промотор на македонскиот фолклор. Летната шема на фолклористите на Китка започна со гостувањето во Турција, а продолжува со турнеја низ Франција. Китка вечерва настапува на интернационален фестивал во Велес. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања ќе биде македонски представник на 12-тото издание на Интернационалниот фолклорен фестивал Велес 2015. Фолклористите на Китка настапуваат вечерва во колажна програма со ансамблите Тина Данце студио од Естонија, Хатегна од Романија, Силистра од Бугарија, Живинице Босна и Херцеговина, Валуриле Дунари и Романија, Градишче Унгарија и домакините Распеани Велешани. За настапот во Велес е подготвена специјализирана програма со адаптација на еден сегмент од богатото македонско фолклорно наследство. Конкретната содржина своето оригинално потекло го има токму од Истибанскиот крај. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања заминува на една голема величествена турнеја, да кажеме, една помеѓу најголемите досега во нашето 40 годишно работење, со тоа што ќе земеме учество на Синџерот фестивали во Франција, во регионот на Бретања, фестивал кој што е на кој се покануваат професионални ансамбли од сите континенти од светот. Ние од Европа ќе имаме само две земји, од тие ќе биде Полска и Македонија, на кој што ќе бидеме една малку, како да кажеме, сме возбудени со тоа што помеѓу професионални ансамбли да настапиш, ние како аматерски ансамбл, сепак е чувството големо и навистина горди сме што ќе ја презентираме Македонија, македонскиот фолклор на еден таков голем синџери фестивали во неколку градови на регионот Бретања на Атлантскиот океан. На овој фестивал настапуваме со најударната екипа од нашиот фолклорен ансамбл, со оркестарот од народни инструменти и ќе имаме дури и целовечерни концерти по 90 минутна програма, ќе имаме настапи од 3 минутна програма, од 30 минутна програма, така што секаде ќе се потрудиме, подготвени сме да презентираме Македонија. После Велес, фолклористите на Китка заминуваат на турнеја во Франција, каде заедно со Полска ќе бидат единствените представници од Европа и Балканот. На фестивалот во Велес, нашиот фолклорен ансамбл Китка од Истибања ќе настапи премиерно со обичајот истерување на чумата, кој што навистина така е сценски поставен со 12 минутна програма, кој што обичај е карактеристичен и специфичен токму овде за Истибања и ќе биде во автентична верзија направен со автентични песни, нашето женско вокално трио, оркестарот од народни инструменти и игралниот состав, така што со оригинални реквизити кои што се изедувал самиот обичајот и ората кои што навистина се бисери на фолклорот од регионот на Истибања. Денес се одбележува Светскиот ден на реге музиката. Во чест на овој музички правец, Дом на млади Штип вечерва организира музички фестивал со реге изведувачи. Фестивалот почнува во 20 часот и доколку дозволат временските услови ќе се одржи во летната бавча на Дом на млади. Реге музиката е музички жанр првпат развиен во Јамајка кон крајот на 60-тите години од минатиот век. Во изданието на речникот на Јамајка од 1967 година зборот реге е запишан како неодамна основан, како избор кој може да значи партал или парталава облека, но и караница. Реге како музички термин првпат се појавува во печат во 1968 година со рокстеди хитот Дуде реге од The Mitals. Иако понекога се користи во поширока смисла на зборот и се однесува на повеќето типови на музика во Јамајка, терминот реге посоодветно означува одреден музички стил карактеризиран со акценти на офбитот, кој потекнува следејќи го развојот на ска и рокстеди музиката. Реге музиката се прошири во многу земји ширум светот, често користејќи локални инструменти и спојување со други жанрови. Со текот на годините се повеќе се зголемува и бројот на музичките групи во нашата држава кои го практикуваат реге ритамот. Дел од нив ќе настапуваат вечерва на настанот посветен на
одбележувањето на светскиот ден на регето, официјално наречен како Rise and Shine фестивал на регето. Фестивал кој го нарековме Rise and Shine. Овој фестивал на реге музика за прв пат ќе се случува во Домот на младите, меѓутоа се надеваме дека вакви убави настани ќе ни следат и во иднина. Дел од групите кои ќе настапуваат вечерва се Брука и Коно Бенд, потоа Бисера Базар, Мемба Квин и останати. Предвидено е фестивалот на регето да се одржи во летната бавча на Дом на млади со почеток во 20 часот. Она што ќе следува во текот на наредните денови во Дом на младите се забавата за тинејџерите, која се организира секој четврток, а во петок во рамките на Штипско културно лето ќе се одигра детската представа и девојчињата играат фудбал, кој ја подготвија учениците од Општинското основно училиште Славејко Арсов. Исто така во петок во 22 часот ќе започне концертот на Васко Серафимов. Од 22 часот истиот ден, значи во петок, ќе ни гостува познатиот македонски музичар Васко Серафимов, кој ќе го презентира својот последен албум Metal Jacket, кој е издаден во 2014 година, меѓутоа ќе може да проследиме и некои од неговите претходни албуми, со што ја покануваме штипската публика, она која е љубител на ваков тип на музика, на музиката на Васко Серафимов, да повели во Домот на младите на сцената надвор и да го проследи овој убав настан. Околу 1 милион домаќинства во западна Франција останаа без струја поради високите температури. Гориштините предизвика оштетување на системот за снабдување со електрична енергија, специјално во областа Бретања. Високите температури доведоа и до нарушување на возниот ред на супербрзите возови, кои се принудени да се движат со помала брзина. Меѓународниот монетарен фонд потврди дека Грција не му платила рата во вредност од 1,5 милиарди евра, што му должи и стана првата развиена економија со заостанат долг кон оваа институција. Неплатената рата, најголема во историјата на фондот, значи банкрот кон Меѓународниот монетарен фонд. Потпаролот на фондот, Гери Рајс, изјави дека Грција отсега ќе може да добива кредити од фондот само откако ќе ги расчисти своите обврски. Бројот на загинатите во падот на воениот транспортер од типот Херкулес C-130, кој се урна во вторникот врз Тамбената област, во северниот дел на островот Суматра, во градот Медан се искачи на 142, а продолжува потрагата по другите жртви меѓу урнатините. Според последните информации на локалните медиуми, во градската болница Адам Малик се донесени останките на 142 жртви. Повеќето од нив не се идентификувани, а познато е дека покрај војниците во авионот имало и членови на нивните семејства. Повеќето од жртвите се здобиле со силни изгореници. Планинарите од Истокот се подготвуваат за традиционалната меѓугранична средба Руен на Осоговските планини, средба која ќе се одржи на ден 5 јули недела, а по иницијатива на еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица. Меѓу учесниците на оваа меѓугранична средба се и група планинари кадијица од Пехчево, кои веднаш потоа ќе учествуваат и на планинарски маршеви во Република Србија и Република Бугарија. На 5 одиме на традиционалната меморијална средба на врвот Руен. Се среќаваме и со планинарите од соседна Бугарија на врвот Руен. Потоа на 11.7. по покана на планинарско-скијашки клуб Власина од Сурдулица одиме на искачување на планината Грамада на врв Велики Вртоп на Сурдулица во Република Србија. И како крајна за месец јули, крајна акција ни е искачување на врвот Маљовица и врвот Мусала на планината Рила во Република Бугарија и 7 Рилски езера. Инаку планинарското друштво предвидува активности за време на празникот Петровден. Во организација на планинарското спортско друштво Осогово, тие ќе бидат дел од Петровденскиот марш по Осоговијата, на кој освен групата планинари кадијица од Пекчево ќе учествуваат уште 10 на планинарски друштва од регионот. На меѓународниот турнир во фудбал кој се одржа во Сандански, Бугарија, генерацијата 2004-2005 година на фудбалската академија Мал Ајакс од Штип, како е единствен представник од Македонија, го освои третото место од вкупно 8 екипи кои беа дел од овој турнир. Генерација 2004-2005 на турнирот, учествува 8 екипи со за нас, многу големи противници, јаки противници, како што е името на ЦСКА Софија, Левски Софија, Берое од Стара Загора, ПАОК Солун,
така да на пръв поглед за нас беа многу големи екипи, но сепак на крајот нашиот труд, нашата работа овде што ја покажавме и тамо, го освоивме за нас големото трето место, кој што никој на прв поглед мислевме дека ќе бидеме само како учесници, но сепак со нашите игри да докажавме дека заслуживме тоа трето место. За најдобар голгетер со постигнати 8 погодоци беше прогласен Иван Глигоров од Мал Ајакс, кој ја освои најголемата награда на овој турнир Златна копачка. Прво да го пофалам нашиот играч Иван Глигоров, кој што беше прогласен, ја зема најголемата награда на турнирот со 8 гола, беше голгетер на самиот турнир Златна копачка, кој што беше главна награда на турнирот. Веќе се заинтересирани многу екипи за неговите игри, така што да го пофалиме детето, мислам дека е голем талент за Штип, за Македонија, па и за поголеми рамки. Јас од Бугарија се вратив со Златна копачка затоа што на турнирот постигнав најмногу голови. На турнирот беа 5 екипи, од тие беа најдобрите како ЦСКА, како ПАОК од Софија и други. И во летниот период клубот Мал Ајакс ќе продолжи активно со подготовките за новата сезона, а она што е следно е летниот камп во Охрид, каде што децата ќе учат од големи професионалци. Хрватска и Белорусија ќе играат на отварањето на Европското првенство во ракомет во Полска во 2016 година. Македонските навивачи ги дознаат термините во кои ќе игра машката сениорска ракометна репрезентација во Полска. Во Краков Македонија ќе отвори групата. Првиот надпревар против актуелниот европски шампион Франција ќе го игра од 18 часот. Надпреварот со домаќинот Полска ќе се одигра во вечерниот термин од 20 часот и 30 минути, додека последниот надпревар ќе го игра во 18 часот и 15 минути, а противникот Србија ќе биде последната репрезентација на ракометарите во групната фаза. Дуелите од групата А ќе се одиграат од 15 јануари, секој втори ден. Ова е се во првиот дневник. Со нови содржини се гледаме во 20 часот. До тогаш пријатно попладне со програмата на Канал Плюс. А сега видете какво време имаме на почетокот на јули.